Technicolor 7200 е кабелски модем рутер кој овозможува интернет врска преку LAN кабел со брзина на пренос на податоци до 1 гигабит во секунда, како и бежична Wi-Fi врска со брзина на пренос на податоци до 250 мегабити во секунда. Бежичната Wi-Fi мрежа е вклучена и можете да се приклучите доколку го направите следново. На вашиот смартфон или таблет притиснете Settings. Притиснете Wi-Fi и ќе се отвори нов екран каде ќе бидат прикажани сите Wi-Fi мрежи во околината. Побарајте го името на вашата Wi-Fi мрежа од налепницата залепена на задната страна од модемот, именувана како SSID. Притиснете на името од мрежата и ќе се отвори прозорец каде ќе треба да ја внесете лозинката, која на налепницата е именувана како WPA2PSK. Штиклерајте го полето Show Password за да можете да ги видите карактерите кои ги внесувате. Притиснете Connect и за кратко време ќе се поврзете на бежичната мрежа. Доколку сакате да го промените името на бежичната мрежа и лозинката, направете го следново. Отворете интернет пребарувач и напишете 192.168.0.1. Ќе се појави прозорец за логирање каде ќе треба да внесете лозинка. Фабрички, корисничкото име оставете го празно, додека за лозинка внесете admin. На горниот дел од страницата одберете го менито Wireless и потоа од вертикалното мени одберете Primary Network. Доколку сакате да го промените името на вашата бежична мрежа, направете го следново. Избришете го фабричкото име во полето Network Name SSID и со латинични букви напишете свое име по ваша желба. Доколку сакате да ја промените лозинката за пристап, направете го следново. Штиклирајте го Show Key полето со што ќе се прикаже фабричката лозинка. Во полето WPA Pre-Shared Key променете фабричката лозинка со ваша лозинка, која мора да има најмалку 8 карактери од латинската азбука. За да се сочуваат промените, во долниот дел на екранот притиснете Apply. Доколку промените ги правите на уред кој е приклучен на вашата бежична мрежа, ќе изгуби конекцијата како и сите други поврзани бежични уреди. За повторно да се приклучите на бежичната мрежа, побарајте го името на мрежата онака како вие сте именувале и внесете ја вашата нова лозинка. Ви благодариме на вниманието.